Скок на цената на сирењето. Граѓаните мака мачат да купат грудка. За многумина високите сметки, лековите и дрвата веќе им создаваат главоболки, а сега и цената на основните продукти им создаваат дополнително грижа. Според анкетата што ја спроведовме, потрошувачите се разочарани и чувствуваат дека едва вразуваат крај со крај. Многумина се прашуваат како да го издржат месецот со ваквите трошоци. Сирнето од 350 динари иде на 550. Ако сте Бога верни, разбираш, да те е страх да купиш некој производ. Те сега тука еди тенки работи за мах, разбираш, земаме 300 динара за ништо. Празна кеса. Ама не празна, това се вика празна кеса. Ама не е целото това. И лекарство има тука, разбираш. Меѓутоа многу е скапо. За сиромах човек не е това. Как што ода, ако така предуже, не знам што ќе се случува. Треба да се дигне народо и да прави некои работи, казни. Кој е влезел од инспекторите, денеска да биде колку, например, сирењето, да дојде после неделя да биде колку сирењето. Секој дневно ги менат цените. Секој дневно. Секој ден ги менат цените. Јас у бабите живеем, одам, ми дават ме една картичка црвена, вика со стаја имаш попуст 5 на столи, како ми кажаа таму. И одам, купувам си јазика, земак што земак, утрото кога идеха, вика не важи веќе. Скапо е, како не? Со оваа пензија, дали ќе претераме 10-15 дена? 10-15 дена. И што треба да пари да имаме, младиш? Без пари не се купуваме. Со 18.000 дали струја. Те сега 4 ледарки плати струјата. Вода имам, интернет имам и скоро половината одат. Не, тешко е. Лекови, тоа не е могуче. 900, кај јас ги купам. Шо е 1 кило? Но многу скапо, скапотија е многу. Скапо е, кој не е скапо. Не знам, ќе видам. Но покрај високите цени на сирењето, граѓаните забележуваат повторно скок на цената на кафето, но и на сувомесните производи. Как ќе купиш? Не само тоа, сувомесните производи. Кафето го направија 220 динара. Кафе си е кафе. Црно. Ситуацијата со цените на сирењето продолжува да ги загрижува граѓаните, кои се во потрага по решение за растечките трошоци. Според анкетата, многумина се во потешка позиција да го покријат основниот трошок за живот. Интересно ќе биде, велат граѓаните, да се види како потрошувачите ќе се прилагодат на оваа ситуација во иднина.